Камионот е усобственост на едно лице од Кочани, кое што минатата недела, кога беа приведени тие осомничените десетина луѓе колку беа осомничени за транспортот и за организацијата на ова, е во негова собственост. Во меѓувреме, човеков у притвор е, мислам. Како и да е, пред да го притворат, го пуни камионов до врв и го носи на сервис у Чешиново Блеш. Пун. И таму го наоѓа. И знаеш што е многу смешно? Тој што е собственик на камионот, влегол у филм дека е Скобар, брат, се сликал, брат. На социјални мрежи објавува слики со пари, коли, продавал коли, демек. И кој знае колку време не ги фатиле, брат. Ова да си попаметен, брат. Да биле попаметни, никој никогаш ништо не би ги дознал. Да. Ова е уште еден показател до каде ни е стигната државата. И ова е работа која што сериозно треба да не загрижува, затоа што се работи за бизнис нелегален црн кој што тежи милиони. Проблемот е што овие пари после се користат за купување влијание, тргување со влијание, подкуп по политичките партии, по полициски службеници, суди и обвинители. Значи овие вакви црни пари и вакви огромни бизниси, ревностни црни кои што носат милионски заработки, го уриваат и го девалвираат целиот систем у државата. Добро е што ова го открив. Добро е што ние имаме пријателски служби и сме дел од еден поширок безбедносен чадор кој што ни помага да спречиме вакви работи.